Почитувани гледачи, добар ден. Ние продолжуваме со активностите околу престојните локални избори. Затоа тука со нас, у студиото на Слободен печат, го имаме Горан Герасимовски, актуелниот градоначалник на општина Центар. Добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи, поготово до моите ценети центарци. Добро, еве, до ценетите центарци, одговор, веројатно некој од нив и сака да чуе, зошто барате втор мандат? Што е тоа што не го направивте или можеби мислите дека можете подобро да го направите? Изминатите 4 години покажавме како се води локална самоуправа. Многу поразлично од секое досегашно локално раководство и многу поразлично од било кое локално раководство на територија на општина Центар во било која општина. Што сакам да кажам, 4 години во интерес на граѓаните, заедно со граѓаните, креиравме програми, креиравме буџети преку голем број на буџетски форуми, анкети, секојдневни средби, малски, домашни средби, посети на граѓани и така натаму, кај што ги слушавме нивните предлози идеи. Заедно со мојот стручен тим, со колегите во општината, ги реализиравме, заедно со советниците во општината, покажавме различност, односно покажавме големина како се сака локалната самоуправа и се работи во интерес на граѓаните. Ние 4 години функциониравме како едно во Советот. Без разлика на која советничка група од која политичка партија доаѓа. Ние сме единствена, можеби и општина која што има претседател на Советот друга политичка партија, од редовите на ВМРО, ДПМН и нивната коалиција. Немавте проблем во... Сите добри, никакви проблеми во самиот Совет, можете да ги видите и слободно достапни се седниците на Советот, каде што многу од проектите, од буџетските форуми кои што сме ги имале и многу проекти кои што заедно сме ги донесувале во програмите и сме ги вметнувале во буџетот, се од различни советнички групи. Не се тоа само предлози од градоначалникот и од една советничка група, туку сите добри предлози, без разлика од која страна доаѓаат, беа вметнати и ставени во програмите. И затоа во самиот совет може да забележите дека голем број на точки и предлози проаѓа едногласно. Буквално едногласно. Покажавме дека во локалната самоуправа не треба да се меша политиката. И така јас функционирам 4 години и така планирам да продолжам и на наредните 4 години. Покажавме големина и покажавме како треба да се води самата локална самоуправа. Дополнително имаме голем број на проекти кои што се реализирани изминатите 4 години, за кои што искрено сум горд, што успеавме да сето тоа што го ветиме и пошироко од таа рамка да реализираме заедно со мојот тим на луѓе, се во интерес на граѓаните и заедно со препорака од граѓаните. Така се води локалната самоуправа, така ќе продолжиме и наредните 4 години. Дополнително сме, еве и за прв пат ќе кажам, сакаме да покажеме различност. Општината кога јас влегов имаше долг од 2,5 милиони евра. Задолжена беше од делот на новото училиште Киро Глигоров и одредени други проекти кои што се правени во минатото. Тој долг е намален за 65%. Во текот на следната година ќе биде целосно вратен, а дополнително реализиравме 13 милиони евра сопствени средства на граѓаните, за реализација на нова градинка, Коле Неделковски училиштето со нови училни, ново лето осветлување, ја реконструираме целосно салата, работнички ред, големи капитални проекти во интерес на граѓаните и дополнително мојата цел како градоначалник е да ја смениме перцепцијата на граѓаните за тоа како треба да функционира еден градоначалник. Немаме службени автомобили, моето превозно средство е велосипедот. Немаме непопуларни трошоци, патни трошоци, непопуларни трошоци за кафеани, репрезентации и така натаму. Сите тие средства, значи немам ниту еден денар потрошено изминатите 4 години. За репрезентација? Ниту еден денар, ниту една кафеана, ниту едно патување платено од општината. И сите тие средства, околу 30 на 40.000 евра, се пренаменети за социјално загрозени семејства во општината. Значи за програмата за социјала, сите средства кои што се наменети за овие трошоци овие 4 години. Покажуваме како треба и знаеме како треба и дополнително зашто се кандидирам, поради тоа што имаме одлична програма која што планираме да ја реализираме во наредните 4 години. Сега дел од програмата за сите жители. 4 години, гледам тука е нова општинска зграда која ќе се гради на местото на старата
општинска зграда. Гледам тука има и некое идено решение, имало и конкурс за такво нешто. В кои се плановите? Да, заврши конкурсот за идени решенија. Имаме 3 наградени идени решенија. Истите се разгледани од внатрешно надворешна комисија, која што одлучи да ги избере овие 3 идени решенија. Планираме да во текот на следната година со новиот мандат ја отпочнеме и новата општинска зграда со 3 нива подземно паркирање, над 300 паркинг места, се со цел да го решаваме проблемот за паркирање од Дебар Мало. Наредно ни тоа и затварање целосно на Дебар Мало, но ќе се навратиме и на тоа. Видете, паркирањето е проблем во секоја метропола, во секое централно јадро и централно градско подрачје. Секојдневно бараме начин да го решаваме тоа, правиме нови паркензи заедно со граѓаните, реконструираме дел од старите паркензи. Овде планираме да има поголем паркинг на 3 нива подземно со над 300 паркинг места. Граѓанско административна зграда. Не општинска зграда, туку зграда за граѓаните. Администрацијата е дел од службите кои што работи во интерес на граѓаните. Планираме во истата зграда да има качиња каде што ќе можат граѓаните слободно да ја посетуваат, да одвојуваат време да прават проекти, за невладиниот сектор да има посебно каче кој што бесплатно ќе го користи истото така како што ја користи матичното, како што се користи јадро, простори на општината, кој што може да ги користи било која невладина организација за изложби, културни настани и се останато. Значи планираме да имаме една стаклена граѓанска административна зграда која што ќе биде од интерес на граѓаните. Впрочем, и јас сум човек од избран од граѓаните и нашиот интерес и цел е да посветено работиме за да ги задоволиме сите нивни потреби и барања. Верите, не се водите од политиката кога ја водите општината, значи нема место за политика, но сепак сте член на политичка партија, на Социјалдемократскиот сојуз, а против вас има една сериозна коалиција која се вика ВМРО ДПМН вреди, која што со својот кандидат, да кажеме, во една комплицирана ситуација, можеби би можел да ве загрози. Колку верувате во вашата победа? Сето она што го работиме, изминатите 4 години ми даде за право да верувам дека и на овие избори сигурно ќе продолжиме, односно ќе победиме, за да продолжиме уште еден 4-годишен мандат заедно со граѓаните. Ќе се навратам на она што на почетокот го говорев, а тоа е дека локалната самоуправа е многу различна од централната власт. Нашето посветено секојдневно работење заедно со граѓаните, сите оние програми кои што ги донесуваме заедно со нив. Ни дава ветер во грб да политиката се тргне на страна и нашата перцепција и блискост со граѓаните се докаже и на овие избори. Односно, нивната поддршка верувам дека ќе добиеме целосно за да продолжиме да ги реализираме сите оние капитални проекти кои што се ставени во една убава програма, која што наскоро ќе искочи. Ова е дел од отчетот кој што го имаме пред нас, кој што ќе се промовира наскоро, овие неколку дена. Ќе кажеме све што заедно сме реализирали, што планираме во интерес на граѓаните да реализираме наредниот мандат. Почнувајќи од најмладите па до највозрастните. Имаме голем број на проекти и за младите, и за училиштата, реконструкција на сите скоро училишни сали, училишни простори. Во градинките имаме најдобри услови, подобри од приватните, секојаш кажувам. Реконструирани се истите, планираме нова градинка за потребите на делот клинички центар и водно. За повозрастните пензионерите планираме пензионерски дом кој што се бара од страна на возрастните лица. Детектирани се 2 локации каде истиот ќе се реализира и ќе отпочне од текот на следната година, исто како и општинската зграда, која што планираме да отпочнеме во текот на следната година. Нашата работа е да ги слушаме потребите на жителите. Тоа и го правиме. Така и реагираме, така ги носиме и самите програми и буџети и се што она што они ни го наметнуваат како барање, заедно го реализираме. Дополнително планираме да имаме бесплатен оброк за дечињата од 1 до 4 деление. За дечињата од 5 до 9 деление да имаме екскурзија за Познај Македонија. Исто така финансирана од страна на општината. Имаме бесплатни униформи од оваа година за прв пат во општината. Нашите 4900 ученици имаат бесплатни униформи, чии трошоци ги покрива општината, како и бесплатни ранци и прибори за сите прводеленчиња овие 4 години од кога јас сум градоначалник. Планираме лојалти карт со попусти за
сите жители во делот на културни, спортски настани, транспорт, ја подобруваме хигиената. За прв пат пред 2 години купивме цистерна за да ги мие нашите улици, па метиме во минатото. Што е нормално на времето. Како се мие улиците од страна на град Скопје, сега се мијат од општината, планираме уште 2 нови цистерни и 5 нови метларки кои што ќе бидат електрични. Сега, да го замениме сето она и да подобриме загадувањето, не може градоначалник на една општина сам да го реши загадувањето. Се согласувам. Но што би направиле вие во соработка со станатите, нели, град Скопје и сите останати градоначалници? Еве, овој воздух што го дишеме денуве е катастрофално. Катастрофално и недозволено. Што да се направи тука? Треба посебна стратегија од страна на град Скопје. Ова до сега што го имаме изминатите 4 години е катастрофа за градот и за нашата општина. Претходно било заградено, сега не е само. Може би сега кулминира тоа. Токму така, но и покрај се не дозволуваме неработењето на градот да биде проблем на центарци. И затоа имаме 120 хигиеничари, макотрпно работиме и покриваме и оно што не е наше, но не се жалиме, не се правдаме. Граѓаните не ги интересираат што е на градот, кои се ингеренциите на градот, кои се на општината, сакаат чиста општина, сакаат чист воздух и ние како општина, јас како градоначалник со добар тим на луѓе правиме се и даваме се од себе да тоа нашите граѓани го имаат. Не дозволуваме неработењето на градот да целосно не затрупа и со смет, и со нечист воздух, но тоа не се случува. И затоа, тоа што го напоменав, имаме одличен план и го продолжуваме тоа што го правиме. Дополнителни цистерни, дополнителни метларки, зголемување на бројот на хигиеничари. За прв пат оваа година, после 20 години, ги ставаме и хигиеничарите во редовен работен однос, за да им тече стажот, пензиското и така натаму. До сега не. Значи 20 години беа преку АПВ, односно не им беа покривани овие трошоци, по договор на дело, извинете. Како општина правиме се од себе, даваме се од себе, имаме план и програма, како и досега и наредниот мандат да ги подобруваме условите за живот на сите наши центарци. Да дојдеме до сообраќајниот метеж и хаос кој да се разбере од центар е најголем. Центарци можеби не се одговорни за тоа, бидејќи нели од целиот град и од другите градови во Македонија се доаѓа во центар, сите работат во центар. Тука е нели тоа метежот најголем. Дали може би треба да се размислува за некакви посебни посебен режим на возење во центарот на главниот град, по примерот на други. Да, и тоа го размислувавме и говоревме изминативе и овој мандат, изминативе неколку години да се најде начин да сите посетители на центар плаќаат одредена такса. Тука е најголемата фреквенција, тука е државната болница, тука се сите министерства и државни институции и фреквенцијата на возила и на луѓе секојдневно е многу голема. Тоа ни создава дополнителен проблем и за загадување, но и за хигиена. Апсолутно и за паркинг, нема паркинг. И за паркирањето, што мислам да го кажам како трето. Правиме се од себе да овозможиме што повеќе паркинг места. Но никогаш нема да биде доволно. На толкава фреквенција на луѓе и сообраќај, секогаш ќе фали дополнително паркинг место. Имаме одредени населби каде што поготово на 50-та дивизија каде што проблемот со паркирање е огромен. Доаѓаат луѓе од целата држава во самата болница. Има голем број на вработени во Министерството за внатрешни кои што возила кои се паркираат кај мене пред врата инаку. Паркиралиштата не ги задоволуваат капацитетите. Па неколку пати и со поранешниот министер за внатрешни и со сегашниот и нивниот тим на луѓе договараме како внатре би се направил нивни собствен паркинг. Имавме неколку пати состаноци со поранешниот министер за здравство каде што договаравме па и ние го баравме да го стопанисуваме паркингот на клиничкиот центар каде што е катастрофа со паркирање и ни прави дополнителен проблеми на неколку наши улици кои што ги имаме Белградска 50-та дивизија и околните улички кои што се преплавени со возила. Имаме многу убрани средби со граѓаните, па бара да се постави одредени рампи на некои паркинзи кои што делумно се и нивна собственост за да го решаваат проблемот за паркирање. Наоѓаме начин, имаме енергија, сме во постојана комуникација со граѓаните и ги решаваме проблемите. Секогаш ќе постои некој проблем и секогаш и за самиот проблем има решение. Можеби не одма, можеби не толку брзо, но изнаоѓаме начини да
ги затвараме сите проблеми и истите изнаоѓаме решение. Урбана мафија, дали успеавте барем малку да застанете на патот? Луѓето, фирмите, корпорациите кои градат, нели? А најскап е квадратот во центар. Додека има побарувачка и цените ќе растат или ќе стагнираат. Да, се гради, како и во секоја метропола, како и во секое централно јадро, цените се повисоки од останатите општини. Нашата цел е да биде сето тоа хумано. Правиме огромни контроли, тоа ни ствара поголем проблем, не дека се гради, мора да се гради. Каде што има важички дуб, тоа е на ниво на закон и ние како општина не можеме да сето тоа го стопираме. Изминатите неколку години имаше мораториум кој што ни направи дополнителен проблем за број на одобренија за градба кој што беа во систем. Над 300 барања за одобрение на градба беа во систем кога јас настапив на функцијата. И тоа ни направи дополнителен проблем за да во моментов имаме поголем број на градилишта. Но правиме се од себе и во постојана комуникација со инспекцијските служби да сето тоа се санкционира од страна на одредени градилишта кои што нецелосно го почитуваат законот. Расфрлуваат на самата улица градежни материјали, тропаат рано наутро, па и за празници и за викенди. Сето тоа со службите мораме да го санкционираме и го санкционираме. Изминатиот период и наредниот период ќе имаме појачени контроли во тој дел. Не можеме целосно да стопираме, но мораме да санкционираме тие што го прекршуваат законот. Ај на крај, сосем на крај да ме вратам, се обидам повторно да вратам во политика, цело време вештап избегнувам тоа. Колку вие независни кандидати, независни листи ќе се влијаат резултатите? Да, они ќе влијаат, секако дека ќе влијаат, но моето чувство е дека тие баш ќе влијаат повеќе на вашиот резултат. Јас секогаш ги поддржувам да има што поголем број на независни кандидати. Да граѓаните имаат можност за избор. Ние и во моментот имаме независна листа и во Советот и досега. Дали ќе бидат целосно независни или ќе бидат исполитизирани, тоа ќе покаже времето. Но и ние имаме една листа која што има дели независни кандидати, почнувајќи од носителот на листата, докторот Алек, кој што верувам го видовте, го најавивме пред неколку дена дека ќе предводи листата, но и имав многу уброени состаноци и со невладиниот сектор, и со делот фелата на професори од градежен архитектонски факултет и стручни лица, кои што ќе се вклучат целосно во изработување на мојата програма, но и во нашиот тим кој што ќе предводи општината наредните 4 години. На самата листа имавме многу уброени состаноци и со ЕСНАФ од чаршијата, и со невладините организации каде што и граѓански каде што дојдоа над 40-50, и се договоривме како ќе настапуваме заедно. И со угостителите во општината имаме голем тим на луѓе кои што и не се толку партиски, што ја навраќаме политиката, не се толку партизирани, туку се од граѓанскиот сектор, дури дел од нив никогаш не биле и во политичка партија. Добро, ви благодарам на ова граѓанско интервју, многу неполитичко интервју. Пак ќе се навратам, локалната самоуправа е друг начин на функционирање, тука нема мешање на политика, зар ние треба да ги мешаме одредени населби или улици каде живеат поддржувачи на една или друга политичка партија? Се е случувало и тоа. Во минатото, да, за жал. Наш интерес се граѓаните на цела територија на општината. Така работевме изминативе 4 години, така ќе продолжиме и во наредните 4 години. Ви благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство да имам можност да споделам што сме работели и што планираме во наредниот мандат. Горан Герасимовски, јас благодарам што дојдовте и ви посакувам многу среќа и фер битка во предизборието и во самиот чин на ќе имаме позитивна кампања, барем јас ќе говориме за сето тоа што планираме да работиме заедно со граѓаните. Нема да навлегуваме во црни кампањи, не ни е таков ми стилот. Ни јас сум таков човек кој што тоа би го правил, така да ќе имаме позитивна кампања и ќе ги промовираме проектите кои што во програмата се донесени заедно со граѓаните. Преку сите оние, верувам и не следевте, почнавме многу порано од сите политички партии, односно сите коалиции или градоначалници, дури во почетокот на јуни, каде што ги сугеравме предлозите и идеите како да подготвиме самата програма.
Благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар и кандидат за следните локални избори. Ви останете со Слободен печат.